Министер задолжен за евроинтеграција признава дека го крши и злоупотребува европското знаменце, штетни противуставни закони протнуваат како реформски и европски. Има ли поголем парадокс за бандитизмот на оваа влада? Спремни се да кршат закони, да злоупотребуваат знаменца за да туркаат криминал. Затоа Ковачевски бега од дебата и се крие по две покани за ТВ дуел од председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Почитувани, на два пати лидерот Мицкоски го повика Ковачевски јавно да дебатираат за договорот за градба на делови од коридорот 8 и коридорот 10Д, со кој што Македонија јасно се става во подредена позиција. Да не е така, Ковачевски би прифатил. Почитувани, молкот не е одговор. Молкот на Ковачевски и бегањето од дебата е потврда на штетите внатре во договорот. Потврда дека Ковачевски прифатил да плаќа стотици милиони евра за аванси и пенали на приватна компанија која што е договори без тендер во 4 очи. Прифатил работници да работат повеќе часови за да се полнат джебовите на надзорот, легалните и дивите објекти исто и еднакво да се обештетуваат. Прифатил законите од правниот систем по кој што тој работи да се суспензираат. Димитар Ковачевски излези од глувчешката дупка и јавно соочи ги фактите за штетниот договор. Излези Ковачевски од кукавичкото гнездо на телевизиски дуел со Христијан Мицкоски. Доколку Ковачевски не знае што да каже пред фактите, Мицкоски му понуди и опција. Нека го земе со себе вистинскиот премиер, Али Ахмети, нека ги земе сите министри на кои што груби ќе им дозволи да зборат, само нека се појават пред јавноста на дуел, Христијан Мицкоски ќе дојде сам да ги соочи со фактите. Почитувани, важно е Ковачевски да се појави на дебата, за да види народот кој што крие и кој е во право, за да види целата јавност како се краде Македонија и каков срам и тешка судбина носат на сите во Македонија. Јавноста, народот, мора да знае како и зошто завршуваат милионите од нивниот буџет. Ви благодарам. Вчера председателот на партијата Мицкоски ја повика Канцеларијата на Европската Унија да се произнесе околу европското знаменце на законите. Имате ли одговор од Европската Унија? Европската Унија, Канцеларијата на Европската Унија веќе упати едно писмо кое што беше доста остро до владата, го слушнавме оној несеќен одговор од министерот Маричич, кој што самиот министер за евроинтеграција на земјава среде процес на како што се фалат гледањето на усогласеноста на законите во Македонија, го крши реформскиот процес и наместо реформски закони со европско знаменце туркаат закони за рушење на системот и криминал. Овде денеска во владата се одржува прва средба после она конститутивната средба на работната група за уставните измени. ВМРО ДПМН не учествува. Каков е вашиот коментар? Што може да произлезе од оваа работна средба? За ВМРО ДПМН прашањето со уставните измени е затворено и нема потреба повеќе да ме прашувате за било што презема оваа нелегитимна власт. Пред малку спомнавте дека барате соочување. Немаше ли барем да биде коректно да имате своји представници во работниве групи и да ги соочите таму вашите аргументи и да ги изнесете? Уште еднаш во кои работни групи? Работна група за уставните измени и изборните измени. Пункто 1 немате ваш представник. Уште еднаш, уште пред да бидат оформени така наречените работни групи без никаков налог од страна на собранието, ВМРО ДПМН јасно го кажа својот став дека ова прашање со уставните измени е затворено за нас.